Ninti šaptis prezident Македонија фунда агенција ти реализаре андрептурлор а комунитаслор, каре липсјашти се ангажијат за организација за активитет ши салунта ти реализаре ту пракса а андрептурлор а комунитаслор миноритари. Тоа е сто моментот директора агенција јасти домнул Далибор Китановиќ, кој за цем бунават зоше геневини тусканте арманеск. Благодарам што дојдовте да поразговараме. Директоре, јас спомнав дека агенцијата е формирана уште пред 17 години. Основната цел е заштита на правата на немнозинските заедници. Да ја запознаеме по широката јавност накратко која е целта на агенцијата и која е вашата програма за во иднина. Да, агенцијата е формирана негде 2009 година со законот за остварување на правата на заедниците испод 20%, инаку произлегува од нели рамковниот договор кој се 2001-2002 година се подпиша. Самото формирање на агенцијата е еден од бенчмарковите на Европската Унија и заедно со тогашната влада и со представникот од Европската Унија, тогашниот амбасадор Ерван Фуере, на есен некаде 2009 година беше свечено отворена оваа агенција и со една многу важна визија и мисија да се подигне видливост и да се подигне гласот на заедниците кои се помалку бројни во Македонија, кои се тука автохтони, кои од секогаш живееле, и да се даде до знаење и до значење дека не се само државата не е само на албанците и на македонците, туку постојат и заедници кои тука работат за добробит на државата, а државата треба да обрне повише внимание на нив и затоа агенцијата од тогаш постои, активно работи. Јас сум назначен веќе година и пол. Успеавме уште повеќе да ја зголемиме и видливоста и активноста на агенција, бидејќи е значен инструмент за помалобројните заедници и една вистински гарант на нивните права. Во самиот закон и во самата наша програма за работа имаме три основни столба на действување, односно на ангажман законски. Тоа е во првиот дел ги следиме состојбите при остварувањето на правата на заедниците во неколку области, како што е образование, култура, соодветна правична застапеност, употреба на јазикот и на символите. Со тоа на годишно ниво или на 6 месеци ја информираме владата. Значи имаме една советодавна улога или информативна во тој дел. Во делот на докаде се правата и што треба да се промени по однос на правата на заедниците. Вториот дел од столбот на агенцијата имаме еден формален орган, тоа е партиципативниот форум, кој постои веќе 15 години и кој основна цел му е да ги собере на една заедничка маса представници на институциите, представници на заедниците, не само овие 5 заедници кои се во преоболот, туку и сите останати, со цел да разговараме на различити теми, за различити предизвици и проблеми кои се случуваат по многобројните заедници, и да после секој таков форум ние донесуваме заклучоци, препораки кои доставуваме до влада и потоа владата ги инкорпорира во своите програми и со тоа се прават измени на закони, се со единствена цел, тоа се правата на заедниците. И последен столб во нашата работа имаме во оквир на нашата агенција посебен фонд законски кој треба да ги финансираме по малобројните заедници, односно предлог проектите. Тој фонд повремено функционира, повремено не согласно со финансиските средства со кои располага државата, така да тоа се три основни работи со кои ние како агенција се занимаваме. Така, во последно време интензивно работевте на подготовка на еден акцијски план во врска со реализирање во пракса на правата на немнозинските заедници. Кои области беа офатени со тој акцијски план? Да, покрај другите работи кои ги тераме во исто време после една година и пол, една од позначајните исто работи токму е сега веќе познати во јавноста акцијски план за национални малцинства. Тој акцијски план се однесува во три области, тоа се образование, недискриминација и говор од омраза. Тоа се три области кои ги опфаќа тој акцијски план. Ние како агенција, кога јас лично барав средба со министерот Мацунски, министерот за надворешни работи и трговија, кога разбравме дека полека се изготвува тој акцијски план и барав да бидат вклучени заедниците, бидејќи ние сме дел и најважен тој акцијски план токму за нас, и тој ја прифати мојата сугестија и како што знаете вие сте дел од тој процес, го ставивме како тема на тој акцијски план како тема на нашиот партиципативен форум и беше
скроз инклузивен, беше отворен процес, каде што заедно со експертите од Советот на Европа, од Министерството, од нас и невладините организации, од сите заедници, не само турци, власти, срби, роми, бошици, туку и останатите учествуваат, па дури и представници од албанската заедница и бугарската, каде што секој имаше свој инпут, односно и прифаќавме предлози од страна на невладините организации, односно на граѓанскиот сектор од заедниците, и сите тие беа вклопени во самиот акцијски план. Дури организиравме 2 настани во клубот на пратеници. Првиот настан беше да ги запознаеме заедниците со представниците на заедниците, да ги запознаеме со акцијскиот план и да им дадеме можност да дадат своји предлози и препораки. И вториот после, значи тоа беше во декември, 2 декември беше првиот форум, првиот настан, и сега на 30 март повторно организиравме, каде што ги сумиравме сите тие работи, согледување и предлози кои беа испратени, докаде е самиот акцијски план, и имаше уште еднаш може за дебата, се вклучија сите за да прекоментарим, имаше доста дискусија по однос на самиот акцијски план и сите забелешки. Уште еднаш им дадовме можност од 10 дена на сите учесници да дадат повторно предлози, своји сугестии и замерки кои ги доставивме, пратија на нашите мејлови, се обратија кај нас, ние тие сугестии, предлози ги доставивме до МНР и до Советот на Европа, кој повторно ги вметнува во самиот акцијски план, и мислам дека сега е завршен тој процес, сега е втора фаза на ред, а тоа е усвојување во владата и полека ќе биде реализацијата. Спомнавте 3 сфери кои се опфатени со овој акцијски план, меѓутоа медиумите со овој акцијски план не се опфатени. Исто така спомнавте дека образованието е опфатено, меѓутоа не и градинките. На тој настан беше кажано дека со стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија ќе бидат опфатени овие теми. Во моментот подготвувате и стратегија за интеркултурализам и општествена кохезија. До каде работат? Работиме паралелно неколку процеси. Само со акцијскиот план треба да знаете дека и кога ќе го усвои владата, тука е некаде до крај на овој месец или ќе биде официјално усвоен и ќе почне со реализација. Агенцијата ќе биде координативно тело кое ќе го менаџира процесот на имплементација, така да и сите представници од форумот, односно од заедниците, ќе бидат информирани до каде, за да биде скроз инклузивен процес. Јас затоа и се залагав, бидејќи ако бидеме исклучени од тој процес и после усвојување на планот, немаме можност да видиме до каде е. Така да ќе бидеме дел, така да владата државата пред се, владата и премиерот се високо на агенда е тој акцијски план и сакаат да биде, прво квалитетно го направивме, инклузивно, демократски. Второ, ќе биде планирано е да биде спроведен во рок од 3 години, се со цел да се подобри состојбата на помоловите заедници. Тоа е една придобивка. Втората придобивка е да ја приближиме нашата држава кон ЕУ. Тоа што се однесува до акцијскиот план. Паралелно со тоа, знаете дека ние пред година дена организиравме партиципативен форум токму на тема Националната стратегија за интеркултурализам и општествена кохезија. Таа стратегија која беше од претходната влада, па ова влада ја прифати, имаше господин Абас Салмани координатор на таа стратегија. Таа стратегија завршува ова 26-та година и многу малку се знаеше за неја. Ние ја ставивме повторно на тема, високо на наша агенда и на агенда на заедниците, за да видиме до каде таа стратегија. Препорака од тој партиципативен форум беше да се изработи нова стратегија и да биде поинклузивна и да биде попрактична, и со еден акцијски план кој ќе биде прагматичен, за да може да се спроведе во рокот неколку години. Дадовме препорака до влада, се сеќавате, владата ја прифати препораката и не задолжи нас и Министерството за односи за меѓузаедниците да се таа стратегија направи. Така да во текот на оваа година веќе се работи веќе трет месец како се работи на таа стратегија. План е до крајот на годината да се изработи, а да биде за спроведување со акцијскиот план 27-32 година. Она што е важно, на таа стратегија ќе има 5 кластери, 5 области. Значи ќе биде имаме култура, имаме образование, имаме кластер институции и имаме кластер општествена кохезија и интеркултурални политики. Тоа се 5
стратегии носители сме ние и Министерството за односи меѓу заедниците во соработка со мисијата на ОПСЕ и во соработка со Институтот за демократија. Зошто е ова важно и го зборувам? Затоа што тука имаме, договоривме, ние како агенција дадовме идеја заедно со Министерството да има два процеси. Еден процес е да се направи анализа на претходната стратегија, што е спроведено, докаде таа стратегија, што е допринело, што не е добро, за да можеме да подобриме новата, и паралелно со тоа се организира и односно се прави едно истражување за меѓуетничката состојба во Македонија. Експертите заедно со мисијата на ОПСЕ тоа ќе го правиме и со Институтот за демократија. Веќе денеска го завршиме анкетниот прашалник кој ќе го спроведе, кој треба да го спроведе Институтот за демократија низ целата држава, со намерен примерок. Со тоа сакаме да видиме докаде е таа, каква е состојба, какво е чувството, каква е моменталната клима по однос на состојбата мултиетничка во Македонија, и таа анализа да ја вметнеме сакаме во стратегијата, бидејќи мораме да градиме стратегија на база на податоци, на база на информации. Лесно да се напише стратегија, но први треба да се направи анализа. Така да до крај на годината треба да ги завршиме двата процеса. Први да веќе се направија работни групи по кластери кои ќе прават анализа на претходната стратегија, и сега се заврши двата анкетни прашалници кои ќе до септември направат истражување. Така да една озбилна процедура, еден озбилен процес кој до крајот на година треба да дојде до една стратегија која ќе биде одржлива, која ќе биде реална, за да се спроведе од 27 почетокот на наредната година до 32 година. Директоре, она што немнозинските заедници најчесто во изминатиот период замеруваат беше тоа дека генерално правата на немнозинските заедници со закон се регулирани и се гарантирани, меѓутоа сето тоа во пракса многу тешко се реализира. Вие ја спомнавте улогата на партиципативниот форум кој на некој начин представува мост, односно поврзување на невладиниот сектор и представниците на немнозинските заедници од една страна и државните институции кои што се релевантни и се занимаваат со реализирање на правата на немнозинските заедници. Спомнавте дека се подготвува и акцијскиот план и стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Што точно може да добијат и што може да очекуваат немнозинските заедници по усвојувањето на овие документи? Кои би биле бенефициите за немнозинските заедници и според ваше мислење? Која од заедниците е во најкритична ситуација кога станува збор за зачувување на својот мајчин јазик? Па како да ви кажам, ние како држава имаме една добра правна рамка по однос на правата на заедници, сегаш сме пример. Меѓутоа кога станува збор за имплементација на тие права, особено во финансискиот дел, тука настанува проблеми. Имаме неколку забелешки по однос на од страна на Европска комисија по однос на напредокот на Македонија и тоа што треба да се направи. Една од препораките на Европската комисија, на народниот правобранител, е да се заекне институцијата наша. Значи ние работиме, али имаме лимитирани средства и имаме капацитети, ни требаат уште, за да многу работиме, а многу сме малце. Како агенција ние се трудиме, бидејќи кога ќе се заекне агенција, така ќе ги заекнеме заедниците. Оно што на нас не горлив проблем и најважно е образованието. Значи образованието е баш проблем, затоа направивме истражување. Вие бевте и како редакција присутни на презентација на тоа истражување во клуб на претеници пред неколку недели. Истражувањата покажуваат дека во образованието дел сме слаби. Слаби сме токму, можеме да кажеме, сега тука сме зборуваме фокусот се властите, кај властите и кај србите е проблемот и бошњаците најкритично. Посебно кај властите и србите. Еве во самото истражување збори дека власти кои изложуваат изборен предмет на влашки јазик се само 350 деца и се изучува во само 9 училишта во Македонија. А властите се насекаде присутни. Не се, например, само во Скопје или само таму, насекаде се присутни, меѓутоа концентрирани се во Крушево и во уште некои делови и сметам дека тоа е недоволно. Од друга страна имаме проблеми со, тоа го видовме со истражувањето, проблем кај директорите, односно луѓе не се доволно информирани дека може да се избере еден од заедниците на еден јазик на заедниците без разлика дали е влашки, али сега збориме за влашките. Така да сега тоа ќе работиме на таа тема за да самите директори и
имаме план и со општините, тие да треба да преземат улога. Не може само да биде централизирано. Значи, ова мора да биде на повеќе страни за да биде резултатот видлив. Видејќи стварно се во проблем и власите и добро, сега тука и од друга страна и самите власи, односно Срби се виновни. Тие треба повеќе да работат. А она што јас го знам веќе веќе последниот период кај Влашката заедница си има една нова енергија, млада енергија и тоа го поздравувам и така треба. Еден од влашките представници е член на нашиот форум и секогаш има конструктивни предлози, паметни идеи, практични предлози кои што планираме да го усвоиме, веќе имам договорен состанок со нив и така треба да на тој пример треба и другите заедници треба да се вложува во помладите кадри, затоа што имат и повеќе енергија, имаат сега во новото време, во време на дигитализација. Треба тие алатки да се искористат за да најпрвин за да опстане една заедница. Така да Влашката заедница е длабоко поврзана со македонскиот народ и со македонската држава. Имаат и тука и културно и историско минато и се важен конструктивен дел на ова општество и во економијата, и во трговијата, и во културата и така натаму, и тоа не е потребно. И затоа ние како агенција во наредната година и крајот на ова сакаме да направиме една кампања на локално ниво за да ги повикаме представниците на заедниците да си учат, да го изберат и да им направиме една кампања дека веќе законот е изменет, нема лимит, може и 5 мина, 6 мина, 7 мина во едно деление да се направи една паралелка. Така да треба сите заедно да работиме. И за институцијата, и локалните институции, и се разбира самата Влашка заедница. Директор Китарновиќ, вие спомнавте дека со стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија ќе бидат опфатени и медиумите на јазиците на заедниците. Дали тоа значи дека можеме да очекуваме подобрување и во поглед на функционирањето на четвртиот канал на македонската телевизија, каде што веќе подолго време тој канал постои, меѓутоа условите не се задоволителни за да може да се произведе програма со која редакциите ќе остваруваат својата улога за која што се всушност и формирани за промовирање, афирмирање и сочувување на јазикот, културата, традицијата и се она што е обележје за заедниците, со посебен акцент бидејќи интервјуто е за емисијата на влашки јазик, со посебен акцент за влашката редакција. Дали мора да пофалам вашата редакција на Влашка е една од поактивните и така да секаде се присутни и тоа сакам да го поздравам и така треба. Она што јас го знам, сега имате и нов директор во македонската телевизија и колку што јас имам информација дека тој има желба и има и веќе добиено насока дека треба да го разработи тој канал. Сами знаете дека четвртиот канал е препорака од прецептивно фондот од агенцијата и формирањето на четвртиот канал е токму од агенцијата. Се она ние како агенција што можеме да го направиме за редакциите, потребни се редакциите, потребно е да бидат и квалитетни и да произведуваат квалитетна програма. Токму во тој дел ќе бидат вклучени сите редакции, сите 4 со турската 5, ќе бидат вклучени во изработката на стратегијата, ќе ве повикаме на состанок, за да ни дајте директен инпут, она што треба, ги ни треба анализа, за да можеме да побараме и она што јас го знам, затоа и една од важните насоки, односно за опстанок на една заедница и за зачување на идентитетот е медиумите. Затоа е ставен кластер медиуми токму поради ова и како темел на тие медиуми во Македонија се редакциите, ќе се потрудиме да ги подигнеме, а тоа значи дека технички колку знам треба да се опремат. Кадровски треба да се опремат, така да во овој период до крајот на годината ќе се сретнеме и ќе го вметнеме тоа во делот на медиумите. Ова после стратегијата ќе иде до владата и владата ќе се задложи, се надевам
подобрување на состојбата заслужувате таква работа. Значењето на медиумите на јазиците на заедниците се важни не само заради тоа што познато е дека медиумите имаат големо влијание во креирањето на јавната свест, меѓутоа важни се и за зачувување на јазикот и за промовирање на културата, традицијата и сите обележја за влашката заедница. Нормално тоа се однесува и за останатите заедници. Ние имаме искуство во нашите контакти дека има млади власи гледајќи ги емисиите и со помош на некои книги за возрастни за изучување на влашкиот јазик, за 2 години успеале да го научат влашкиот јазик, така што доколку овие редакции бидат зајакнати и доколку нудат многу по-квалитетна програма, може да очекуваме дека и интересот кај помладата популација ќе порасне за изучување и сочувување на својот мајчин јазик, за сочувување на влашкиот јазик. Бидејќи ова интервју е за потребите на редакцијата за емисиите на влашки јазик, според вас која е местото и улогата на власите во државата? Каков е придонесот на власите во развојот на нашето општество? Па да, ја скажав претходно, значи властите се вкоренети во државноста и во македонското општество, така да имаме многу познати власти кои биле дел од многу важни институции, имало многу важни власти учествувале во ослободувањето на овие простори. Има многу власти кои допринеле економски да се подобри ситуацијата со перспектива во однос на економијата, во однос на трговијата и така натаму, така да секаде каде што ќе загребеш во било кој дел од општеството, ќе најдеш некоја влашка линија. Така да тоа треба вие да го искористите за да се зачувате и да го подобрите на својот статус, бидејќи ако бројноста на властите опаѓа, не можеме да се развиваме, така да мојата порака е посебно до младата популација да се вклучат се повеќе и повеќе во општествениот, во културниот, па и во политичкиот живот и да го барат своето место и да барат поддршка од институциите. Добро е за вас, за властите, добро што имаат сега една агенција која е отворена, сега ќе зборам за мојот мандат, веќе 2 години и можеме да влијаеме и да помагаме таму каде што можеме и се покажа дека кога ќе сработите нешто како агенцијата со многу мали средства, успеевме да направиме видливост. И вие исто така морате да го искористите моментот. Исто така важно е да и државата да биде наклонета, посебно во делот на финансирањето, односно и во културата, во Министерството за култура, каде што се доделуваат средства на невладините организации, Министерството за односи меѓу заедниците, така да треба и да се подобри квалитетот на невладиниот сектор во рамките на и капацитетите да се подобрат. Така да имате и вие работа, имаме и ние работа, се надевам дека заеднички ќе успееме. А тоа ние како агенција нити сме се обесхрабриле, нити ќе застанеме. Еве сега како еден пример, вие сте дел од веќе тука како сум јас 2 години директор, веќе направивме 2 успешни мултикултурни манифестации. Ова ваша, како се викаше, група Бонадеја, да искористам прилика да ги поздравам и сите нивни членови, одушевија и пеа на влашки јазик на таа културна манифестација која беше во МКЦ, едната, втората беше во Карпуш, во кинотека. Направите една добра афирмација и ние ќе ве помагаме, али вие треба да некогаш да дојдете со нови идеи, затоа сакам да искористам прилика да ги повикам властите да дојдат тука кај нас, да видиме какви идеи има, да видиме со какви проблеми се соочуваат, за да можеме да им помогнеме и тие на нас со тоа ни помагаат. Ова интервју го реализираме пред прославување на Националниот ден на властите 23 мај. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи? Токму тоа ми е порака, знам дека имам покана за одбележување, сакам да го честитам денот на властите на сите почитувани сограѓани од влашката заедница, именно пријатели, лични и професионално и приватно, да посакам се најдобро и да сме живи и здрави во ова време со многу неизвестности, многу турбуленции, каде што се повеќе идентитетот некако не е модерно и културата да се изучува, да си ги чувате корените, да си ги почитувате предците, да го зборувате влашкиот јазик се повеќе, да не го запоставувате, затоа само тоа е единствен гарант да се обстане во ова време и да ги искористите институциите да си ги барате своите права. Ние сме тука да одговориме со колку ние можеме.
Господине Китанови, ви благодарам за оваа прекрасна порака. Јас се надевам дека ќе допре до сите наши гледачи, посебно се надевам дека ќе допре и до помладата влашка популација. Ви благодарам за разговорот, ви посакувам многу успех во работата и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас што сте дел од Агенција.